Здраво, Бојана, како си? Одлично. Кој е мој психолог? Мој психолог сум јас, Бојана Стеминовик, дипломиран психолог, семен системски советник, практикант на игровна терапија за деца. Луѓето ме знаат како мој психолог по настаните кои што ги организирам, психолошки муабети и тематските работилници кои што ги организирам можеби во последните 3 години, па и повеќе. Најчесто ме наоѓате на Инстаграм и на Фејсбук, па така и повеќето ме знаат како мој психолог, а не по моето име Бојана. Но од друга страна, Бојана е само една обична девојка која што е заљубена во психологијата, во книгите, во филозофијата и во долгите прошетки. Колку време го работиш тоа што го работиш? Мене ми изгледа дека многу кратко време го работам тоа што го работам, затоа што работата пред се работам со многу љубов и многу трпение. Но мој психолог е приказна која што трае 3 години и еве, нови 1 октомври мој психолог ќе слави 3-ти роден ден. Дали може да ни кажеш нешто накратко за анксиозност? Анксиозност е доста популарна тема, можам да кажам во последниве неколку години. Пред 3 или 4 години првпат во Скопје организирав една работилница со тој наслов и доста бев скептична во однос на интересот за анксиозноста и колку луѓето беа запознаени со таа проблематика. Можеби ако на првиот настан дојдоа 50 на луѓе, моментално на самата работилница, односно на големата работилница во март месец дојдоа 170 луѓе кои што не знам како не собра во паблик рум најгоре. Но од друга страна е доста важна и доста присутна тема во нашето секојдневие, затоа што анксиозноста генерално завзема се поголем замав и ако до пред неколку години можеби депресијата високо котираше во светски рамки, денес можам слободно да кажам дека тоа е анксиозноста. Но од друга страна не е само доволно да се зборува за анксиозност и да сите ние кажуваме како сме анксиозни. Сметам дека генерално ние како стручни лица треба повеќе да зборуваме за превенцијата и треба да зборуваме за начините за тоа како луѓето, секој индивидуал да се справи самостојно и како да се справи, нели, консултирајќи се со стручните лица. Така да јас за анксиозност можам да зборувам и цел ден, но од друга страна сметам дека иако го правам тоа доста редовно преку Instagram сториња каде што одговарам на прашањата на луѓето кои што се интересираат на оваа тема, сметам дека многу луѓе се уште не знаат пред се да ги препознаат знаците кај себе кога станува збор за анксиозноста и од друга страна се уште постои една општа неинформираност каде што луѓето тешко разликуваат анксиозност како состојба и анксиозност како расположение кое што нели видно можеби има некој причинител. Така да еве можам да го искористам и ова видео да ги поканам сите оние кои што се интересираат за анксиозноста и за самодовербата на наредниот настан на психолошки муабети кои што ќе ги обработува токму овие две теми. Може ли да ни кажеш нешто за биполарно нарушување? За биполарно нарушување можам да кажам и нешто пократко, можам да кажам и нешто потолку и сметам дека е една сериозна тема, а не е нешто кое што ние треба да го сватиме доста несериозно и доста едноставно, затоа што биполарното нарушување спаѓа во спектарот на менталните болести и заболувања. И од друга страна не е нешто едноставно кое што ние можеме од ракав да го пуштиме и да кажеме дека ете ние денеска се чувствуваме биполарни или дека карактерот ни е таков. Не станува до ден, не станува до карактер, туку станува збор за една сериозна состојба која што доколку се препозна и доколку навреме се лечи, може да доведе да личноста има квалитетен живот, но клучно е пред се да се препознае кај себе и клучно е да се пристапи и соодветно и професионално во односот на третманот на самото заболување, тоа подразбира психијатриски и психотерапевски пристап. Кажи ми, кога последен пат си се чувствувала среќна? Можеби ќе звучам премногу нереално, но можам да кажам дека секој ден се чувствувам среќна, затоа што секој ден кога станувам наутро, пред се си се заблагодарувам за сите оние работи кои што јас ги имам. Не кажувам за оние материјални работи, туку кажувам за оние работи кои што мене ме прават среќна секој ден, а тоа е дека имам добро здравје, ги имам луѓето околу мене кои што јас ги сакам, дека сакам да одам на работата во која што ја работам со уживање и така натаму. И од друга страна некако сите тие благодарности кои што наутро си ги кажувам ми даваат енергија да јас секој ден го почнувам со една убава доза на среќа и генерално настојувам да мојот живот го живеам така. На друга страна кога нели имаме денови кога не сме баш окей и кога во рета да ние не бидеме окей,
Да, има денови кога ја се чувствувам нерасположено, но тоа не ме прави мене понесреќен човек. Така да обидете се и вие деве. На овој начин си го завршувате вашиот ден или да си го започнете вашиот ден и можете да ми пишете како стоите во однос на вашата лична среќа. Колку е битно менталното здравје и како ние треба да се грижиме за него? Менталното здравје е исто толку важно како што е важно и физичкото, а се повеќе луѓе го занемаруваат затоа што од друга страна не знаат како да пристапат кон менталното здравје. Јас би можела да го споредам како нешто кое што ние го правиме секојдневно, да речеме една обична рутина, да речеме исхрана, да речеме ако ние секој ден јадеме можеби по 1/4 бурек и секој ден јадеме и пиеме сладки работи, односно се храниме нездраво, на долга стаза, на долгорочен план, тоа нема да се одрази добро на нашето здравје, нема да се одрази пред се добро на нашето телесно здравје и најверојатно ние можеме да развиеме одредена болест која што нели ќе доведе до некое наше нарушување кое што ќе биде хронично. Но од друга страна истото и со нашето ментално здравје, каде што е потребно ние да секој ден малку по малку вложуваме во него. А што спаѓа тука? Тука јас би рекла дека спаѓа грижата за себе на секојдневна да ни биде број 1 во една листа која што ние ќе имаме во текот на денот, со тоа што ние ќе издвојуваме барем 1 час за себе во текот на денот, дали тоа ќе биде за спортска активност, дали тоа ќе биде за медитација, дали тоа ќе биде за читање на некоја интересна книга или гледање на некој интересен филм, изборот е наш, но тој 1 час може да биде многу клучен за нашето ментално здравје. Од друга страна, нели постојат и животни околности, животни ситуации кои што не секогаш ние можеме да ги разрешиме со тој 1 час посветен нели на нас, многу често тој 1 час никогаш може да биде 1 час со вашиот психотерапевт. Како можеме да те пронајдеме или контактираме? Многу лесно. Можете да ми пишете на мојата Facebook страна, можете да ми пишете на мојот Instagram профил Мој психолог, можете да ме контактирате на мојот телефонски број, тоа е 075 964 015, со тоа што можеме да се договориме нели, со тоа што вие ќе си закажете термин, ќе си закажете сесија секој работен ден од понеделник до петок. Ти благодарам за времето.